للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حققت للشعب مراد. تشرب من وحي الرحمن وربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Amma ba'd, благодарност му чиниме на Аллах Джелле Джелалу, салават и селам му донесуваме на пейгамбера Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, на негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Аллах Джелле Джелалуху го спушти и објави Куранот да биде патоказ за луѓето, да биде систем на живење, рецепт за нивните проблеми. Куранот е Аллахова книга која е опишана со бројни својства. Во едно место, во сура Јунус, Аллах Джелле Джелалу го опишува Куранот со 4 својства. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. О луѓе, ви дојде вам од Господарот ваш совет, мауዒза, советник од Аллах, шифа лима фис судур, излекувач за она што е во вашите гради, худен, патоказ, и рахмету лил муъминин, и рахмет, милост за верниците. Овдека Куранот е опишан со 4 својства кои им користат на верниците. Куранот има и покрај она што е познато како Божја книга, Куранот исто така и лек и излекување. Пошто Аллах Азза ва Джелле покрај горе наведениот ајет спомнува уште во други 2 ајети, вели Аллах Джелле Джелалуху: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. И ние објавуваме во Куранот она што е лекување за верниците. На трето место вели Аллах Джелле Джелалуху: Кул хуа лиллазина амену худан ва шифа. Речи им, тој е за верниците патоказ и лек. Кога ќе се рече Куранот е лек, прво тој е лек за страсти. Куранот е лек за незнаење, бидејќи тој го избавува на човека од темнина на виделина. Тој му го осветлува патот, бидејќи едно од имињата на Куранот е нур, светлина. Па оној кој се држи и го чита Куранот, тој му дава светлина и патоказ во неговиот живот. Меѓутоа, она својство кое се нарекува лек и излекување
Тоа е едно муџизе и чудо надприродно на Куранот, кое постепено современата наука и истражувања ја потврдуваат таа негова димензија. Кажано со прости зборови, Куранот е Божи говор кој може да ги надмине сите научни достигнувања. И Куранот делува и на душа и на тело. Една жена, доктор на универзитет Ајнул Шемс во Египет, направила истражување во Египет на 1100 души и на оние кои имаат проблеми со говор, значи говорна мана или пречка во која зборува. И открила дека оние деца кои имаат говорна мана и постојано го слушаат Куран, а посебно аетот во суре Таха, каде Аллах Джелле Джелалуху ја пренесува довата на Муса алейхиссалам, а Муса алейхиссалам имал говорна мана: Рабби шрах ли садри, ва яссир ли амри, вахлул уqдата мин лисани јафқаху қаули. О Аллах, отвори ми ги градите, олесни ми ги работите, оттрни ми ја пречката од мојот говор да се разбира. Дека тоа кај децата делувало лек и им ја отстранило пречката во нивниот говор. Меѓутоа, ако се погледне дека Куранот е лек и лекување, постои еден научник, еден исламски научник, кој се нарекува по име Семир Текиуддин. Мухтес би иџазил Куран, специјалист по надприродноста на Куранот. Значи, истражувач за чудото на Куранот. И тој кажува дека во Запад е направена една анализа и експеримент на вода. На кој начин? Неколку луѓе во лабораторија им е дадена чаша со вода, на секој поединечно. И секој еден од нив да и се обраќа на таа вода со зборови: I love you, јас те сакам, ти си сладка. Друг кај што ја пцуе водава или пцуе, друг кај што пее некоја песна. И потоа сите чаши со подреден број, како што се, ги земаат и ги ставаат на испитување. Последниот од нив бил муслиман. Тој само изговорил Бисмиллахи рахмани рахим. Ја земал чаша вода, ја доближил до неговата уста и изговорил Бисмиллахи рахмани рахим. И е земена таа вода, после ставена во лабораторија на експеримент, бидејќи водата, и според наука, а посебно според еден јапонски научник, Самото, кој вели водата, Аллах така ја создал водата да памти се што ќе се обратиш. Значи, ако водава е таква создадена од Аллах Джелле Джелалуху, да има својство на меморија. Значи, пример, оној што и пеел песна на водата имала поинакво дејство, поинаква структура внатре. Оној што изговарал погрдни или вулгарни зборови, водата имала поинакво својство внатре. Па кој што пеел Бисмиллахи рахмани рахим, водата имала најсмирувачко дејство. Па го повикале тој муслиман, му рекле: ти водава од овдека ја имаш или ја имаш донесен од напор? Тој ги запрашал: зошто?
бидејќи во твојава чаша водава има поинаква структура. Тоа медицински е. Ми го кажуваме на наш дијалект или на наш јазик. Ако не, што си изговорил? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дали можеш да го повториш тоа? А рекол, можам. Ама сега не како првиот пат. Рекол, сега ќе земам абдест и ќе пеам поинаку. Отишол земал абдест, ова го кажува доктор Семир Текиуддин, специјалист по чудата на Куранот. Земал абдест, ја земал таа чаша, ја доближил до уста и почнал да пее со мелозвучен глас. Аузу биллахи минеш шејтанир раџим, бисмиллахир рахманир рахим. Елхамдулиллахи раббил алемин. Го проучил сура Фатиха. Потоа го проучил сура Ајатул Курси. При секоја учење, на секоја реченица, дувал во неја, во чашата. Значи, еден ред, дувне. И потоа ја земале таа чаша. И сите кои биле присутни тука, во таа лабораторија, се зачудиле. Какво својство добила водата, смирувачко и структура која не може да се опиша. А тоа е поради Аллаховите зборови. И сега Куранот е лек. Прво пегамбер салаллаху алейхи ва селем не учи дека алейкум би шифаин. Алейкум би шифаин. Држете се за два лекова. Ел-асел вал Куран. Мед и Куран. Медот е лек за телесни болести. Меѓутоа, Куранот е лек за душевни болести. Пред скоро време, кажу еден оџа, по име Елвис Начи, од Тирана, во џамијат Етабакаве, така се вика на албански, кажува пример кој му се случил нему скоро во Тирана. Кога во негова близина, во негово соседство, се родило едно дете, или женско момиче, и еден месец е во болница. Месец дена во болница. Што да му дават преку грло, све повраќа. Све го исфрла напор. Не може ништо да голтне. Пробале сите медицински работи. Па го викнале на овој оџа, или теолог. Ти си оџа, пробавме медицина, па решивме да пробаме и Куран. Вика овој теолог, го земав тоа момиче еден месец, ништо не голтнало во уста. Све преку вештачко. Нема ништо во грло. Медицински е све здраво. И вика, валлахи биллахи, го зема, вика, тоа момиче од 4 месеци. Од 4 месеци, еден месец во болница. Не може ништо да голтне, ниту вода да му помине, ниту млеко, ништо. Го зема, вика, в раце и почнав да му учам она што е стандардно, што секој муслиман мора да го знае. Стандардно. Што секој еден муслиман мора да го знае. И тоа не може да бидеш муслиман ако не ги знаеш овие работи. Ако не го знаеш сура Фатиха, ако не знаеш сура Ајатул Курси, ако не знаеш сура Ихлас, сура Фелек и сура Нас. Таа златна петка. Вика, валлахи биллахи, се комна во име на Аллах. Му ги проучил на тоа бебе од 4 месеци и вика, потоа го земав шишето со млеко, со сусла. Му проучил на него млеко и на тоа млекото проучил овие доми во непарен број. Вика, валлахи биллахи, веднаш почна како голем човек да пие. И сите тука во болница стана зачудени. Куранот е лек. Но зошто не делува кај нас? Намазот е лек. Меѓутоа, зошто не делува кај нас? Аџилокот е лек. Зошто не делува кај луѓево? Значи, не е проблем во намаз. Не е проблем во Куран. Потврдено во сура Ал-Фатиха, која е поглавие Ал-Фатиха, не е објавено ниту во Теврат, ниту во Зебур, ниту во Инџил, никогаш не е објавено такво поглавие како сура Фатиха, кој што е во Куран. Во Бухари
od Ebu Said al-Hudri radijallahu anhu, hadis sahih, vika bea во пустина асхаби, во пустина. И во дојде во едно село кај бедуини, селаци, мушрици, неверници. Побараат да ги примат на гости, одбија. Одбија да ги примат, не ме примам. Нема гостопримство. И вика, ние спиеме настрана. Вика, Аллах одреди да го касне шкорпија во пустина, на нивниот старешина. Старешина значи од племето, поглавар на племето. Употребија сите лекови што ги знаеле во племе, бедуини, селани, во пустина, вика, ништо не може да го излечи. Па еден од нив рече, значи ова се зборови на Ебу Саид ал-Худри, ал хадис забележен во Бухари. Вика, дојдоа кај нас и ни рекоа, вика, дали некој од вас знае да рече нешто? Што му е го каснала шкорпија? Еден асхаб рече, јас знам. Рече, меѓутоа, вие не одбивте, а сега ќе ни платите. Рече, вие излекувајте го, па за тоа не е проблем. И вика, му учел на тој старешина од племе, му учел Ел-Фатиха. Само Ел-Фатиха. По 7 пати. Ел-Фатиха. Наутро, навечер. Вика, фен факка. И вика, стана и оздраве како да бил врзан во синџири. И ги наградија со овци. Во едно предание пишува 30 овци им дале. Меѓутоа, еден од асхабите рече, не примаме, нема да јадеме од нив, се додека не дојдеме во Медина кај пегамбер салаллаху алейхи ва селем. Кога дошле во Медина кај пегамбер салаллаху алейхи ва селем, пегамбер салаллаху алейхи ва селем му рече само: "Вама юдрика аннаха шифа." Кој те научи дека Фатиха е лек? Кој те научи дека Фатиха е лек? Дајте ми дел од нив. Дајте ми парче месо од нив. И јаде асхабите и пегамбер салаллаху алейхи ва селем. Фатиха е лек. Ми учиме на ден, ако земе и сунети и фарзови, 40 пати Фатиха. Зошто да се закуваме? Аллах во Куран вели: "Кул хуа лиллазина аману худен ва шифа." Речи им, Куранот е патокас и лек. Нас не лечи. Ако речеме дека е проблем во Куран, неуду билlah, тоа е Аллахов говор. Проблемот е во нас. Бидејќи ние формално или површно ги сваќаме нештава. Не ги сваќаме со иман, со душа, со срце. Кажува шех Мухамед Ел-Арифи, валлахи се комле бе во Германија. И кој сакува на прочита на страница num.com. Вика, бев во Германија на дерс предавање. И еден човек, младиш, ми се доближи до мене и ми рече: "Шех, имам една мака, буру. Ако можем, иншаллах." Рече, валлахи, рече, 4 години не можам око да запнам. Спијам како зајак. 5 минути, 10 минута, 15 максимум и се будам. Никој пат не сум легнал да спијам и да се успијам 5 сати или 6 сати. Таква болест. Че дали има нешто чаре во ислам? Ако ти веруваш во Куран, секако. Седни пред мене, рече. Вика, валлај, го седна пред мене, му стави врака на глава и му учев. Она што е Куран. Ово е Куран. Го имали пегам Селем, и во Бекар, и Омер, и Осман, и ние денеска. И во Арабија, и во Индонезија, и во Малезија, и во Боливија. Ова е исти Куран. Нема промена. И тоа е затоа Божје чудо. Божје чудо. Вика, му учев обични ајети од Куран. Основни ајети од Куран. После секој ајет му дував. Валлахи, утре дента дојде со големи скапоцени подароци. Рече шех, валлахи, после 4 години прв пат да спијам 6 сати спојано. 6 сати спојано. После 4 години да спијам 6 сати спојано. Значи, Куранот е лек. Намазот е лек. Меѓутоа, луѓе во денеска болници. Валлахи, уште што е пожалосно, што е најжалосно, кога човек што кланя намаз да вели, па не вреди Боже, ја ти држи дерс. Кој ќе рече не вреди. Ако не вредат факултети, ако не вредат Куран, ако не вредат средни школа, ако не вреди наука, тога што вреди? Овчарлук. Што вреди ако не вреди наука? Ти како можеш да кланеш ако не знаеш што се учи во намаз? Падни, стани, излегуваш од намаз, зошто излегуваш? Не знаеш. Дали знаеш? Ја ако праш мајка 80%, нека каже зошто излегува после фарс, после џума. Суннет. Ајде да видиме суннет на пејгамбер како е. Пејгамбер се селен клањал после фарс уште 4 рекати, хадис Муслим. А ако брзал, обавезно клањал дома уште 2 рекати. Кој клањал 2 рекати дома? Че не знаење, джехел.
ili slijepo imitacija. I poslije ne koristi znanje. Znanje svaki put koristi. Međutim, ako luđe se pondi i ako ne saka da prima toj lijek, to kaš, ne može niko da ga upati ako ova ne saka. Ama naša odgovornost je da je dostavime. A koji prihvati, a važno na sudnji den, nema nikoj da ima. Neko što će se fati za nas da reče Allah, ovo znaš, ne ni kaže. Sve što znamo smo kažali. A koji prihvatil, koji ne, Allah selamet, Allah nakon upati inša Allah ta'ala. A sidna Muhammed wa sahbihi ajma'in. Mm-hmm.